Утре со почеток во 15 часот на улицата помеѓу гимназијата Кочо Рацин и Кафолињата стартува 10-та јубилејна питијада Велес 2013. Се очекува околу 25 угостители и винари да ги понудат своите производи на посетителите и љубителите на Велешката питано и виното. Организаторот локалната самоуправа се надава дека понудата ќе биде на високо ниво. Ние имавме разговори со производителите и сите оние што ќе имаат штандови на питијадата оние денови. Се договоривме да се зачуваат цените од минатата година, да нема покачување на цените на тоа што ќе го понудат до посетителите на питијадата. Заработката ќе биде очигледно дека ќе има и заработка, затоа што премногу луѓе доаѓаат тие денови, токму така е намената и на организацијата да што повеќе граѓани, наши сограѓани, меѓутоа и жители на Република Македонија го посетат Велес во тие 2 дена, 3 дена додека се организира питијадата, затоа ќе бидат полни сите ресторанти, сите кафулиња ќе бидат полни. Значи тоа е симбиоза од и заработка и презентација. Разговаравме за квалитетот, јас очекувам оваа година да биде квалитетот на задоволително ниво. Позната и забавната програма која ќе се одвива на бината во 3 дена од викендот, колку што ќе трае питијадата. Па така во петок посвеченото отворање ќе настапи Велешката чалгија и пејачот Турција. Потоа настапки има групата Гердан, пошто ќе стелат група Виртус и Миле Кузмановски. После 21 часот ќе настапат естрадни уметници по избор на кафолињата. Во сабота пак покрај стандардните игри во дневните часови ќе настапат и локалните поп пејачи и културно-уметнички друштва. А вечерта за забавата ќе бидат задолжени Бени Шакири и Нонстоп, а по нив и главните звезди, групата Црвена јабука. Во недела дневната шема ќе им припадне на културно-уметничките друштва, како и диџејот Седа Радио. Подготвени сме, имаме услови за тоа што и бината ќе биде наместена на почетокот на влезот на улицата, нема да биде во зеленилото. Правиме се да го зачуваме тој дел од просторот, тој дел ќе се обидеме и да импровизираме на заштита ограда, која ќе значи да зачувување на зеленилото. За време на питијадата ќе има и измени во сообраќајот по главната улица, која ќе биде затворена за време на манифестацијата, па ќе важат промените од претходните години. Од општината ги замолуваат и граѓаните да се воздржуваат од паркирање на возила околу локацијата на која ќе се одржува питијадата. Патничкиот воз од Битола за Скопје утрово минал преку човек кој лежал на пругата. 47-годишниот НН преживеал, со што се здобил со лесни телесни повреди. Несреќата се случила во 5 часот и 45 минути на влезот во Велес, кај Бифе Марија. Машиновозачот кој го управувал патничкиот воз забележал на пругата човек како лежи паралелно со неа. Нозите му биле кон машината, додека главата во спротивната насока. Возот минал преку човекот, бидејќи во овој дел теренот на железничката пруга е малку прегледан и кривина, а возот не можел веднаш да застане. Засега не е познато дали 47-годишниот НН сакал да се самоубие или пак заспал на пругата. Повредениот се здобил со огреботини, а од Велешката болница каде е пренесен, известуваат дека повредениот нема сериозни повреди и е надвор од животна опасност. Од македонски железници велат дека човекот имал среќа што патничкиот воз, познат како Шпанец, има висок праг, па така минал преку него, а тој нема сериозни повреди. Секторот за внатрешни работи Велес ги испитува причините за инцидентот. Инаку железничкиот сообраќај на релација Велес-Битола утрово поради ова беше во прекен 90 минути. За потсетување, пролетта на ова место се самоуби друг велешанец кој седејќи на пругата го чекаше возот. За средбата која градоначалникот Чадиев ја одржа минатата недела со граѓаните од урбаната заедница Алекс Демниевски Бауман од советничката група на СДСМ изјавуваат дека покрај тоа што мал број на граѓани присуствувале на оваа средба, на истата најмалку се говорело за проблемите со кои се соочуваат граѓаните од тој дел на градот. Од Социјалдемократскиот сојуз потенцираа дека на оваа средба поголем дел од граѓаните не припаѓале на оваа урбана заедница. Ова е урбаната заедница Бауман, а не некоја местна заедница со 40 на куќи. Каде се граѓаните да ве прашаат? Докаде сте со изградата на спортски комплекс со 4 кошаркарски игралишта на плочата кај Симпо, поставување нова подлога, обележување на терените, осветлување, поставување жичена ограда и слично кои ги ветивте. Ништо не е помрднато, освен кошевите што ги донесовте и однесовте истиот ден за време на изборната кампања. Каде се граѓаните да ве прашаат зошто им ги уривате гаражите, за кој во изборната кампања велевте дека некој друг ќе им ги урива?
Очигледно, граѓаните се презаситени од лаги изминативе 5 години. Градоначалникот Чадиев пак вели дека граѓаните на урбаната заедница Алекс Демниевски Бауман поставувале прашања и ги изнесувале проблемите со кои тие се соочуваат. Воедно напомена дека биле поставувани прашања и за други делови од градот, бидејќи како велешени се засегнати за случувањата во градот. Имаше плодна дискусија, беше преполна салата, плодна дискусија за сите сегменти на урбаното живење на таа местна заедница. Зошто урбана заедница, пардон? Јас ги разбирам советниците на СДСМ кога немаат аргументи, можат само да разговараат дека нешто не е како што треба. Меѓутоа, ако се разговара за сообраќај кој што се одвива по улицата Благој Ѓорев, ако се разговара за улицата 11 октомври, партерното уредување помеѓу двете улици Никола Карев и 11 октомври, сепак е тоа дел од урбаната заедница Алекс Демниевски Бауман. Градоначалникот Славчо Чадиев во изјавата истакна дека на средбата имало и присутни советници од опозицијата кои имале можност да ги слушнат прашањата на граѓаните. Од СДСМ забележуваа дека иако било најавено присуството на председателот на Советот Александар Колев, сепак тој не бил дел од средбата со граѓаните од урбаната заедница Алекс Демниевски Бауман. Инаку градоначалникот Чадиев пред околу една недела најави средби со граѓани и од другите урбани заедници во Велес. Животот ќе заврши подари живот. Под ова мото невладината Мак Трансплант заедно со Лекарската комора, Сдруженијето на невролози и Клиниката за детски болести започнаа со масовна акција за поткревање на свеста кај граѓаните за важноста на донирање на органи од мртов дарител. Сега, кога и законите го овозможуваат тоа, велат од Мак Трансплант, време е семејствата на починатите сериозно да ја сватат можноста дека одредени органи можат да спасат дури и 8 животи. Ние овој проект го концепиравме на тој начин што имаме една картичка за поддршка на трансплантацијата која сакаме да добијат сите оние кои веруваат во овој проект и кои веруваат во органодонорството. Можеби кога некој ќе има таа картичка и кога после незгодата што ќе има ќе се покаже на семејството, можеби одлуката ќе биде полесна. Кампањата ја концепиравме така да тргнавме од матичните лекари кои се во најтесна врска со своите пациенти. Затоа направивме неколку регионални обуки на матичните лекари кои ќе имаат за цел да им предочат на лекарите што што треба да им го обяснат на своите пациенти кои се заинтересирани за органодонорството. Бубрези, срце, екстремитети, бел или црн дроб, утерус, па и трансплантација на лице се органите кои секојдневно спасуваат нечии животи. Во светот, трансплантацијата на органи е во сериозен подем. Македонија се уште ниско котира во статистиките. Во Македонија во моментот трансплантираме бубрези и до сега сме направиле околу 300 трансплантации на бубрек. Освен тие први 24 или 5 трансплантации на бубрек од починато лице, сите други се од живи донори. Значи, тоа е нашата стварност. Се пресадува и коскена срцевина во клиниката за хематологија успешно, кај болни со леукемија или со други тешки хематолошки заболувања. Сето друго е во зародиш, сето друго не постои. Значи, ни треба, покрај ова што го правиме, нам ни треба и многу јака стручна подготовка и ние сме у тек. Во контакти сме со разни центри да се обучат нашите кадри да може да трансплантираат срце, бел дроб и срце заедно, црн дроб, панкреас и бубрек заедно. Законот во Македонија јасно и прецизно ја предвидува целата постапка на трансплантација. Сите државјани на земјата можат да даруваат органи по смртта, а последниот збор за тоа дали ќе се донираат органите го има семејството. Основното училиште Лирија од селото Горно Јаболчиште започна со реализација на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Проектот стартуваше со работилница на вчерашната конферијада на која беше домаќин училиштето, а ги имаше како гости и децата од основните училишта од Чашка и Богомила. Имено нашето училиште веќе е партнер училиште со основното училиште Тодор Јанев од Чашка. Денеска подпишавме договор за партнерство и соработка и со училиштето Петар Попарсов од село Богомила. Значи, почетокот на реализација на овој проект го означивме со една работилница. Значи, денеска во нашето училиште е домаќин на манифестацијата Компиријада и во таа чест, значи, организиравме работилницата на која што децата изработуваат животински свет од компири. Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието од годинава влегува во училиштата од мултиетнички средини. Подржан е од УСИИТ, Министерството за образование, Бирото за развој на образованието, Државниот просветен инспекторат, како и невладината Лоја и други релевантни институции.
По овој проект се планира најпрво да бидат опфатени учениците преку најразлични активности, да учествуваат во манифестации, работилници, да организираме заеднички екскурзии. Потоа опфатени се наставниците, родителите и целата локална средина. Значи, сето ова, нашите партнер училишта се од општината и се надевам дека сето тоа можете полесно ќе се реализира за секоја активност ќе бидеме тука блиску за да можеме да соработуваме. Целта на проектот е за да се доближат учениците, родителите и наставниците од различните етнички групи, иако според мене сметам дека тие односи барем во општина Чашка засега можне убаво функционираат. Проектот започна со обука на наставниот кадар, пошто следеше дисеминација, а сега започнуваат и конкретните активности. Тој ќе продолжи со континуирана реализација како составен дел од образовниот процес. Мотоклубот Носачи на крстот 9 ноември традиционално ќе го одбележат со крводарителска акција. Во недела, во ликовниот салон ќе биде организирана 5-тата крводарителска акција за која членовите на мотоклубот очекуваат голем одзив. Инаку мотоклубот годинава го слави и својот 5-ти роден ден, што е повод повеќе за предстојната крводарителска акција. Веле се познат како најмоторџиски, но и најкрводарителски град. Па се надевам дека повторно ќе имаме голем одзив од страна на граѓаните и од страна на моторџиите да ја покажат својата хуманост и на овој ден. Крводарителската акција ќе се одржи во недела на 3 ноември со почеток во 10 часот во просториите на ликовниот салон. Од мотоклубот денеска изразија задоволство што во изминатите 5 години имаат успешна соработка со локалната самоуправа. Впрочем, и предстојната крводарителска акција се организира со поддршка на општина Велес, а во соработка со општинската организација на Црвениот крст. Градоначалникот Шадиев верува дека Велес уште еднаш ќе се докаже како еден од најхуманите градови во земјава. Општина Велес и оваа година традиционално по 5 пат ја поддржува акцијата, крводарителската акција која што ќе се одвие во текот на овие денови, со тоа се вклопува во програмата во одбележувањето на почетокот на одбележувањето на 9 ноемвриските настани што следат во наредниот период. Едноставно дозволете да честитам на организацијата, на организатора за крводарителската акција и уште еднаш да ги повикам граѓаните на Велес како и многу пати досега масовно да пристапат кон давање крв на оваа акција. Во текот на крводарителската акција, во ликовниот салон ќе бидат изложени и фотографии од патувањата и на интересните моменти од досегашното функционирање на клубот.